Во рамките на акцијата Отворени денови со граѓаните на Централниот регистар на Република Северна Македонија, стручен тим денеска во периодот од 13 до 16 часот одржа отворен ден со граѓаните во канцеларијата на Централниот регистар во Кочани. Канцеларијата ја посетија голем број граѓани од различни дејности, кои во основа се интересираа за законската регулатива, како и за новините во одредени сегменти од работењето на Централниот регистар. Како сервис за граѓаните, Централниот регистар е должен постојано да ги следи барањата на корисниците и на сите граѓани, всушност кои што имаат потреба од услугите на Централниот регистар. Затоа како дел од низата проекти и активности кои што ги спроведува оваа институција, се со цел да изгледа во пресрет на граѓаните и оние таргет групи кои што директно се вклучени во комуникација со институцијата за завршување на своите обврски кон истата. Ние сме тука постојано да ги следиме нивните барања, нивните потреби, да видиме каде им потребни директно да помогнеме при извршување на нивните активности кон институцијата. Затоа еве честни што денеска имавме можност да се состанеме, да се сретнеме со представници на одредени таргет групи, како што се адвокатски друштва, сметководствени друштва и така натаму, но и други граѓани кои што имаат потреба од оваа институција, за да ги чуеме нивните проблеми со кои што се соочуваат. За темите на кои најмногу се разговараше, Ирина Лазарова од Оделението за маркетинг и односи со јавноста истакна. Најмногу, еве конкретно денеска во регионалната регистрациона канцеларија Кочани, имаме посетеност од адвокати, сметководители, кои што при извршување на своите активности индиректно, значи преку граѓаните до нашата институција, се соочуваат со законски решенија кои што можеби нивни модификации би ги олесниле нивните активности, затоа сме тука да ги чуеме, да предложиме до таму каде што треба и доколку е возможно сите тие административни бариери да се надминат, за да можат сите процедури да ги поедноставиме. Покрај тоа, заинтересираните искористија приликата да се консултираат и за други прашања поврзани со работењето на институцијата.